Ова издание на Тренинг го отвореме со професорката од Факултетот за безбедност Фросина Ташевска-Ременски. Сите случувања на геостратешко ниво сериозно влијаат на безбедносната состојба, а и случувањата во регионот, бидејќи ние сме кревок регион во однос на безбедноста, освен во минато неделното гостување во Тренинг министерот за внатрешни работи. За разлика од него, министерката за одбрана неколку дена претходно посочи дека во Македонија нема лоцирано закани по безбедноста на државата и на граѓаните. Дали препознавате разлики и на што се должат овие дисонантни тонови на двајцата министри? Не се дисонантни со тоновите, колку што има разлика од аспект на перцепцијата како одбраната ги перцепира прашањата на безбедноста и како полицијата ги перцепира прашањата на безбедноста. Факт е дека ние од аспект на некакво надворешно загрозување на безбедноста, напад од друга земја и така натаму немаме, од она што е класичната, би кажала, одбрамбена теорија за тоа што е безбедно, што не е, но факт е дека ако земеме низ призмата на НАТО дефиницијата за хибридни закани, ние сме многу подлежно тло за развој на не така препознатливи форми на загрозување на безбедноста, што имаат не само регионални мрежи и конекции, туку имаат и едно пошироко, би кажала, поширока основа за хранење на истите ризици и закани. Министерот за внатрешни работи ги гледа од аспект на криминалитет, стапки, подем и така натаму, пријавени нарушување на јавниот ред и мир, делата против здравието и телото на граѓаните, но факт е дека овие глобални безбедносни ризици и секако војните кои што беснеат на многу, би кажала, кратка воздушна дистанца од нашиот главен град, па и од регионот, ако го земете Израел да видите колку е блиску до Македонија и секако Украина во она воздушна и поморска линија со сите прелеани мрежи на можни подржувачи и пласирачи на таа мека моќ, која што има сомнителна безбедносна карактеристика и сомнителни безбедносни облици, ќе видите дека ние допрва стануваме место на кое што ќе се пласира таа мека моќ која што може да дестабилизира, веќе се пласира како таква и слободно можам да кажам дека по сите безбедносни индикатори кои што служат за мерење на степенот на безбедноста или загрозеноста на регионалната безбедност, сме во еден на една приоритетна листа зборено од аспект на европската одбрамбена и безбедносна политика со оглед на тоа дека сега веќе европските институции и сите анализи кои што ги прават и најстарите земји членки од Европа и самата Европска Унија велат дека сериозните безбедносни ризици доаѓаат преку, би кажала, тие меки форми, но и миграцијата која што веќе станува потенцијална можност за прелевање на терористи, за прелевање на радикални екстремистички структури, припадници кои што можат да извршуваат криминални действија, да индоктринираат, да радикализираат трета генерација, би кажала, на муслимани или на лица загрозени и засегнати од овие действија на Блискиот Исток и Украина, кое што ни се случува. Колку денес може да кажеме дека сме безбедна држава во ситуација кога во центарот на Скопје имаме престрелка на криминални банди и дали можеме да кажеме дека има спрега помеѓу безбедносните служби и подземјето? Во континуитет изминативе години, не само по однос на овој инцидент, имало и многу други претходни слични или исти инциденти, но и дојавата за бомби во средните училишта, кое што ја имавме крајот на минатата, почетокот на целата прва половина, би кажала, на оваа година, зборуваа дека ние имаме можеби нереални чувства за небезбедност, но граѓаните оценуваат дека нивната безбедност е загрозена, затоа што се дозволува од страна на институциите да има
вакви пресметки кои што не дека ги нема во другите урбани средини или развиени градови, но во основа институциите се тие кои што треба навремено да ги превенираат за да не дојде до ваква манифестна појава на јавно место да се случи загрозување на општата безбедност на граѓаните во престрелка на групи кои што имаат сериозна, би кажала, криминална историја позната за полицијата и за безбедносните служби. Во дадени моменти тие криминални групи многу ефикасно и, би кажала, суптилно биле употребувани од страна и на државни институции, зборувам за државни институции како легитимна и легална форма на мерка или на средство, туку би кажала криминално злоупотребување на тие истите структури во влијанието на некои општествени процеси кои што се покажале во минатото дека ги има како такви. Дали политичарите ги креираат, а полицијата ги штити? Станува збор дефинитивно за позната структура која што дефилира, односно е препознаена во некакви полициски евиденции и криминалистички обработки, така што полицијата во овој контекст на познавање на членовите и можните учесници во ваквите одмазнички престрелки кои што загрозуваат реално и подигаат степен на загриженост за безбедноста, можат многу лесно да ги идентификуваат, да ги стават под некаков засилен криминалистички надзор, во некаква криминалистичка обработка за санкционирање и сузбивање на нивните криминални делувања, но исто така и да ги решат ваквите престрелки во смисла да можат да претпостават кој е сторителот. Каде води ова хронична неказнивост околу високите функционери? Факт е дека во тие измени и дополни кои што се случија имаше одредени усогласувања со директива на Европска Унија по однос на други облици на кривични дела класифицирани во кривичниот законник, но факт е пак дека овие измени беа некако протуркани на тој бран на усогласување. Особено го анализирав и сметам дека не е во ред измената заради фактот што нас европските институции и сите меѓународни чинители кои што очекуваат подобрување, реформирање на системот и секако соодветен одговор на сите предизвици кои што ни се ставаат како забелешка или ни се оценети во тој напредок, ни ја врзуваат со одредена политичка корупција. А ако видите дека целата глава од кривичниот законник за дела против службената должност, уште во теоријата правна познати како чиновнички кривични дела, тогаш некако не оди усогласувањето или измените на кривичниот законник со реалниот одговор на она што ни се бара од страна на Европската Унија, а тоа е да се санкционираат и да бидеме ревностни во тоа справување со таа чиновничка корупција и би кажала кривични дела од областа на чиновничкиот криминалитет. Делата за злосторничко здружување ја даваат можноста за добивањето на епитет организиран криминал за повеќе кривични дела во рамките на кривичниот законник доколку се направени во група, односно доколку постои одредено здружување заради подготовка и извршување на кривично дело. Во овој случај, намалувањето на тие казни, а со оглед на тоа дека и се укина целиот став 5 од членот 353 од кривичниот законник кој што се однесуваше и најчесто ги детектираше можните злоупотреби во делот на јавните набавки, остава простор на вистина за, и тоа се покажува веќе во овие параметри и во овие информации кои се дела застаруваат. Од изјавата на претседателот на кривичниот суд заколкава бројка на предмети, има потреба за преквалификација на кривичните дела и обвиненијата од страна на јавното обвинителство и секако она што е најважно, можеби несреќната пресметка на тоа дека нема да повлече финансиски
издатоци и реперкусии, што беше дадено во образложението на измените и дополните на кривичниот законник, што е комплетно неточно, со оглед на тоа дека трошоците што треба државата да ги покрене, односно да ги покрие со овие застарувања, преквалификации, рочишта, тоа е се нешто што ќе го засегне државниот буџет. Дали помалку се чувствувате резигнирани? Бевте дел од владата на Заев, бевте еден од оние фронтмени кои се боревте за враќање на правната сигурност, за справување со криминалот, и што после речиси 7 години владење? Дали се урна како кула од карти? Одредени вредности кои што ги има општеството и што треба да ги всадиме на идните генерации, не треба да калкулираме со нив, ниту пак да ги забораваме и да отстапуваме од истите. И можеби и тој мој став ме доведе во одредени ситуации да се судрам, можеби со дел од структури и сегашни и поранешни, кои што можеби не мислеле или не планирале со таква динамика и со некаква таква упорност да разрешуваат одредени состојби кои што се покажале како канцерогени во нашето општество и не доведуваат во ваква, би кажала, состојба на апатија на нашето општество и на нашите граѓани, за да денеска секоја политичка калкулација предизборна по прашање на мотивираноста на граѓаните да излезат на избори ги прави малку резервирани или би кажала разочарани од тоа како ќе ги мерат придобивките од некаква промена или некаква класификација која што сме ја имале пред одредени години, дека станува збор за заробена држава, дека треба да ја ослободиме државата, институциите и колку сме успеале ние во тоа. Верите, не сте резигнирани, но се срамите ли од лицемерната антигруевистичка политика? Знаете, колективните неуспеси се препишуваат и на индивидуалци кои што имаат успеси. И знаете, денеска не ви е сеедно кога сите случувања негативни ќе ви се обратат граѓаните вам како вие да ги правите, а реално немате ниту позиција, ниту сте учествувале во одредени процеси или пак не застапувате став кој што е идентичен со овој молк или ова пречутно лицемерие за кое што зборувате. И тука се чувствува повторно поривот да кажете дека вие како индивидуалец сте дале максимум, но дека вашата одлука е само една капка во едно море во кое што сите капки треба да работат, нели, водопадот, силината на водопадот во што е? Сите капки паѓаат во иста тежина, во иста динамика, со иста силина и ја сочинуваат силината на водопадот. Во ред. Меѓутоа, не може да се амнестирате од одговорност во времето кога вие сте биле дел од таа власт и кога, например, се носеле одредени погрешни, па и понекои погрешни потези, дури имало и, например, одлуки кои биле во интерес на граѓаните. Сепак, прашањето ми е, дали денеска се срамите од одредени политики на оваа владеачка гарнитура? Повеќе се лутам. Повеќе се лутам отколку што се срамам, затоа што срамот е индивидуална категорија за нешто што сте го направиле или не сте го направиле. Но факт е дека дали само вие изневери довербата? Па гледајте, тоа е веќе индивидуална категорија кај секој член на партијата, но факт е дека ние имаме изневерување на довербата генерално. Би кажала дека ние имаме пропуштено значителен дел од таа шанса, во која што реално можевме не само да вратиме доверба и кај оние кои што и во тој период не гласале и не ни верувале, туку да ја оправдаме довербата и кај тие што не излегуваа на избори, а излегуваа на 2016 да ни ја дадат, токму заради надежта дека многу од работите ќе се променат. Но факт е дека Ременски мора да привршуваме, да? Но дали пропуштените шанси за кои велите значат дека власта прокоцка неколку
значајни чекори во интерес на граѓаните и тоа може сега да ја чини порас на следните избори? Сакам да кажам дека ние не треба да ја прокоцкаме оваа шанса, што значи не само добробит за граѓаните, туку и добробит за државата и генерациите напред, а тоа е евроатлантскиот процес. Атлантскиот го исполнивме и се можеме да се пофалиме со одреден степен на стабилна безбедносна состојба како членки на НАТО и заштитени под чадорот и заштитата на НАТО и на стратешкиот партнер, но факт е дека европскиот пат е тој кој што не штити од овие меките моќи, кои што не ги препознаваме како безбедносни состојби и безбедносни ризици, а многу лесно можат преку политичките процеси на кочење на стратешкиот интерес за отпочнување на преговорите со Европска Унија да не чинат многу. Да не закотват во едно време, во еден простор кој што ќе биде широко ризичен по сите основи, и од аспект на организиран криминал, и од аспект на тероризам, и од аспект на радикализација, и од аспект на сето ова што ние навидум не го препознаваме како безбедносен ризик. И затоа сметам дека одговорноста не е само на владата во овој случај на коцкање на шансите за интерес, во интерес на граѓаните. Одговорноста е заедничка за овие клучните прашања. Можеме да зборуваме дали е прокоцкана довербата или шансата за стечајци, за пензионери, за одредени групи општествени. Но ако зборуваме за граѓаните како граѓани, жители, државјани на државата, тогаш имаме одговорност да ги гледаме многу по-глобално работите и во поголемата слика, за да видиме дека нема само власта одговорност за да ги одблокира процесите кон европско вклучување, кое што континуирано и стихино ќе не реформира, сакале ние или не, туку ќе не направи многу побезбедни и поодговорни во делот на отчетот што го имаме. Ако денеска политичарите имаат отчет само пред гласачите и само пред граѓаните, во процесот на преговори со Европска Унија и тој засилен европски мониторинг и меѓународен кој што ќе биде многу позголемен од ова што досега го имавме, ќе бидат одговорни и пред сите кои што нас и финансиски не помагаат тие реформи да бидат спроведени во рамките на државите и во нашите системи, за да навистина се почувствува добробитот кај граѓаните. И од реформата во социјала, и во реформата во здравство, и во реформата на образованието, и секако најважниот чадор на сите системи, безбедносниот систем, затоа што без безбедност вие немате никаква друга форма на функционалност и напредок во едно општество. Господин Ременски, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и вас на поканата. Следете разговор со професорката од Факултетот за безбедност Фросина Ременски. По кратката пауза, гостин во емисијата ќе биде професорот од Универзитетот Американ Коледж Маријан Петровски. Следете не.